Нема најава за укинување на вториот пензиски столб, уверува премиерот Христијан Мицкоски, откако во јавноста се појавија низа прашања по најавите дека започнале соопфатни анализи на пензискиот систем и ризиците со вториот пензиски столб. Јас можам да зборувам од името на владата, таква најава од името на владата нема. Во изминатиот период владините представници најавуваат реформи на пензискиот систем, но засега не се знае во која насока ќе се делува. Минатиот месец Државниот завод за ревизија во својот извештај укажа на тоа дека ПИОМ не ги префрла редовно парите во вториот пензиски фонд, иако има законски рокови во кои треба да се извршат трансакциите. Старењето на населението и иселувањето на младите се меѓу клучните фактори што придонесуваат за дисбаланс на пензискиот систем. За да е одржлив, потребен е сооднос од тројца вработени наспроти еден пензионер. Кај нас соодносот е 1,6 вработени на еден пензионер. Од Асоцијацијата на друштва за управување со пензиски фондови рекоа дека не е невозможно да се национализира вториот пензиски фонд, но тоа е веројатно најмалку посакуваната реформа бидејќи само краткорочно ќе ги реши проблемите, односно ќе го покрие дефицитот за најмногу 3 години, а потоа одново ќе се јави дисбалансот меѓу помалите уплати од страна на работниците наспроти поголемиот вкупен износ за исплати на пензии. Состојбата се очекува да се подобри во текот на следната деценија, кога значително ќе се зголеми бројот на пензионери од задолжителниот двостолбен систем. На тој начин поголем износ на придонеси во првиот столб, а поделена обврска за исплата на пензиите, значи дека низ годините постепено ќе се избалансираат приходите и расходите на ПИОМ и ќе дојдеме до состојба на негова одржливост. Тоа е целта на реформата. И експертите посочуваат дека е неопходна ревизија на пензискиот систем. Според нив можни се повеќе решенија, но треба да се одбере тоа кој е најмалку ќе ја чини државата, а при тоа максимално ќе ги заштити граѓаните.